Добар ден и добре дојдовте во Нов Асном, во овој празничен ВМРО-вски ден, кој ние македонците го славиме и кој сме многу горди. Од друга страна, ова е уште еден потсетник дека ние живееме во Северна Македонија, нешто што ниеден од дејците на ВМРО која основа организацијата, ни на најнимната луда имагинација можеше да го предвиди дека сегашното ВМРО ДПМН е таква предавничка опција која го прифати предавничкиот Пресвански договор, договор со кој се смени нашето име и идентитет, договор кој никој од дејците на ВМРО ДПМН, на ВМРО од 1893 година не би го прифатили, ниту пак имаат цел за да ја оформат организацијата ВМРО. Тоа е нешто свето што ние македонците го имаме и го славиме, и ние сме македонците ВМРО, но не сме сите ДПМН, а денешниот ден е само еден потсетник дека нашата вистинска македонска национална цел е враќање на уставното име Република Македонија и бришење на придавката Северна. Ова го сакале сите дејци и дејците на ВМРО. Нивната била идеја за автономна Македонија која подоцна ќе биде кој ќе прерасне во независна Република Македонија која и ден денес ние македонците ја мечтаеме. Но како и да е, имавме едни изборни резултати изборни во минатата недела, кои гледаме дека резултатите од истите се битно влијае врз животот во следните 4 години на локално ниво. Јас сакам тука да се заблагодарам до сите вас што гласавте за мене, кои ми дадовте поддршка. Јас знам дека имав тимот на исто така да се заблагодарам до тимот на Нов Асном кој дефинитивно помогна да изработиме ова една многу добра победничка програма која и таргетираше сршта на проблемите на скопјани. И знам дека ако ја имплементиравме оваа програма, многу од 70% од комуналните проблеми ќе беа решени. Како и да е, ние идеме напред, вашиот глас ни даде многу голем кураж да идеме уште посилно напред и во следниот период се надевам ќе има позитивни промени, прво со нашиот канал, па после и со останатото. Како и да е, во неделава што се случува, гледам многу лаги се профилираат. Лаги кои послушните медиуми, дали се едни и други, кои се иницирани доста од политичките партии, кои подоцна истите се пренесувани од медиумите. Накратко, изборните резултати се тие: голема победа на ДПМН, голем порас на СДСМ и уште помала излезност на овие локални избори во споредба со минатите. Едно што треба да знаеме е дека резултатите сега што ќе ги зборам и анализата што ќе ви ја кажам, односно лагите што се промовираат низ македонскиот медиумски простор, мојата анализа е правена само врз релевантните бројки дадени од Државната изборна комисија, а тоа е од нивната веб страна заедно со веб страната што имаат од минатите локални избори. За таа цел јас ја земав бројките и споредбата ја правев локални избори 2021, локални избори 2025. За разлика од тоа што СДСМ кој претрпе огромен пораз и заслужено си претрпеа пораст, они веќе пролиферуваа дека ВМРО ДПМН загуби 140.000 гласови и преку нивните пајташи убедуваа народ, фрлаат песок во очите, залажувајќи дека во случност ВМРО ДПМН е губитникот затоа што на минатите парламентарни избори имале 436.000 гласа, а сега има 301.000 гласови.
Значи тоа е една голема лага што се пренесува кога се работи за споредбените резултати на изборите, секогаш треба да се земат во предвид локалните избори со локалните избори, парламентарни избори со парламентарните избори. Ова е една методологија што треба да се применува, а тоа е затоа што мотивацијата за излез на локални и парламентарни избори е различна. За парламентарните избори мотивацијата наша беше една, за локалните е друга. И емпириски гледано во последните колку години, веќе од 20-30 години, ние секогаш имаме за парламентарните избори поголема излезност од локалните и секоја споредба една со друга ќе има погрешни резултати. Но спинмајсторите на ВМ, на СДСМ кои се доваѓаат од редовите од како Жиреновски или Чупевска кои пропагираат нешто, е во иста линија кога они го пропагираа пропаднатиот референдум од 2018 година, кажувајќи дека истиот покажа и докажа дека треба да се направат уставните примени за тоа што преку 90% од оние што излегле на референдумот гласале за и треба нивната волја да се почитува. Тоа се спинмајсторите, а резултатите од друга страна се тотално различни. Имено, ако ги гледаме аналитички пристап, ќе видиме дека СДСМ има на минатите избори има добиено локални избори 2021 година има добиено 266.000 гласа, а сега има добиено 125.000 гласови. Тоа е пад од прилика од 140.000 гласа. Ова е дефинитивен крах на СДСМ. После ова СДСМ никогаш нема да биде иста и не може да се опорави доколку констелациите на политичката арена останат исти. Тоест, од СДСМ излезе Знам, кој они се кажуваат дека се движење независно, меѓутоа тоа сите знаеме дека тоа е пандан на реплика на СДСМ. Патриотите од СДСМ се префрлија во Знам, чии гласови се прелеа главно во левица, исто така отидоа во СДСМ, но и останатите независни гласачи во низ Македонија. Значи, јасен и гласен губитник на изборите е СДСМ со мањак од 140.000 гласа од минатите избори. Со ова се покажа македонскиот народ му пресуди на предавничката опција на СДСМ, кој го смени предавнички името и сега остана да се докрајчи ВМРО ДПМН кој го превземе тоа предавство и предавството го носи понатаму прифаќај го предавничкиот преспански договор. Кога се работи за ДПМН имаме благо намалување на поддршката во споредба со минатите избори, кога имале 320.000, а сега има околу 302.000. Значи пад на поддршката на ДПМН од 18.000 гласа, но едно е јасно. Кога се гледаат бројот на градоначалници, јасен и гласен на победа на ВМРО ДПМН од 53 градоначалници, избрани 33, а водат во 20 други општини. И тука нивната машинерија, која ја гледавме во последниот месец, кажа едно нешто, а тоа е дека Али Ахмети треба да иде во пензија, дека Дуи е декласиран и лагите што ДПМН ги кажува беа пренесени од нивните пајташи, каде е Али Ахмети по страшниот пораз на на Дуи, се прикажува дека Дуи има еден страшен пораз, затоа се гледаат нивните број на градоначалници кој во споредено со Влен и губитокот на изборната трка од Арачиново до Тетово и Чаир, како и бројот на освоени градоначалнички места. До сега имаме Дуи има освоено или води во 5 општини, додека Влен има освоено или води во 9 општини. И тука застанува нивната анализа. Меѓутоа, дали е тоа така?
ако ги гледаме споредбено резултатите помеѓу БЕСА и ДУИ, ќе видиме дека како прво ДУИ има освоено 114.000 гласови. За разлика од минатите избори, каде што ДУИ имаше околу 106. За разлика од тоа, ВЛЕН, кажав БЕСА, меѓутоа мислев на ВЛЕН, ВЛЕН има 91.000 гласови освоено во овие парламентарни избори. Тоа значи дека предноста на ДУИ важи, таа останува, а истата е 23.000 гласа. Но тоа не е најбитно. Битно е дека ДУИ не само што се има консолидирано од минатите локални избори, него ДУИ успеа да го зголеми бројот на гласачи од 106.000 на 114.000. И тука е таа лага што сакаат да се прикажат ВМРО ДПМН заедно со нивните коалициони партнери, дека они го декласирале Али Ахмети, дека треба да иде у пензија. Вистината е спротивно. Вистината е дека ДУИ е консолидиран, ДУИ ја има поголемата поддршка од минатите локални избори и ДУИ 23.000 гласови повеќе има од коалицијскиот партнер ВЛЕН. Потврда за ова се советничките места што ДУИ ги зема во општините. И ќе видиме дека кога се работи за советничките места кои ДУИ ги зема во бројот на градоначалници, ќе видиме дека ДУИ води во 9, има освоено во 9 општини советнички места, додека ВЛЕН има освоено само во 6 општини. Ова е потврда за ово мое тврдење и дека не е баш така дека ДУИ ќе го е пратен во или Али Ахмети ќе иде во пензија. Не само што Али Ахмети нема да иде во пензија, него јас предвидувам нидните избори уште поголема победа на ДУИ во однос на ВЛЕН. Ова е уште една потврда дека кога се работи за градоначалничките места, она што го знаевме и што се лиферуваше приватно е дека поддржувачите и членовите на ВМРО ДПМН во Тетово и во Тетово, Чаир и на други места гласаа за ВЛЕН. И тука се прашуваме ние каква е таа гласачка машинерија на ВМРО ДПМН. Во денот кога е ова, го славиме денот на дејците на ВМРО, која иста таа машинерија и ВМРО го прифати предавничкиот Преспански договор и поддржа партија ВЛЕН, која отворено пропагира на Македонија биде втора албанска држава. Какви се тие луѓе кои имаат доблест да поддржат такви партици, таква политичка опција која отворено си се залага. Значи, нема ништо тука неотворено се залага Македонија заедно со Косово и Прешевската долина да биде втора албанска држава. И тука треба да влеземе во сршта на дилемите и затоа се надевам дека ова ќе биде почеток на крај на падот на поддршката на ВМРО ДПМН, затоа што предавничката опција на СДСМ е разбиена. И таа ќе тоне се повише и е казнета за тоа што го направи предавството со Северна, а гледаме дека ВМРО ДПМН нема предавство што не може да го прифати од СДСМ и да го продолжи понатаму. Следна опција е да се разбие ВМРО ДПМН. Тоа е наша цел, затоа што не можеме ние да живееме во држава која не ја изрезува политичката волја на македонската нација. Македонците сакаат да живеат во Република Македонија, тоа е потврдено со референдумот од 1991 и 2018 година, а таа рефлексија не ја отсликува сегашното ВМРО ДПМН, не само што го прифати предавничкиот Преспански договор, него во овие локални избори дадоа дел од нивните гласачко тело даде глас за ВЛЕН, кој отворено се залага за Македонија да биде втора албанска држава. А исто така се чаталат дека се патриоти со тоа што
не ги прифаќаат бугарите во уставот наш и затоа они биле патриоти. Но како и да е, треба да им се даде јасна треба да имаме јасна представа дека тие се недвосмислени победници на овие избори, тие ги однесаа победата и тие беа тие што добија најголем број и советници и се во зенитот на својата моќ. И кога сме тука до гласањето на тој зенит на оваа моќ, има неколку работи што треба да се земат во обзир, а тоа е дека овие локални избори гласачите исто така беа помал број него минатите. Тоа ви кажува дека поддршката на локалните, на сегашната политичка номенклатура опаѓа и незаинтересираност околу политичките процеси кај сите граѓани се намалува. Тоа е едно. Во вакви услови многу е тешко да се поддржи една нова независна листа која што ќе се издвои и која што е јасно ќе ја добие победата. И затоа на оваа опција кој гледаме независните, но посебено во Скопје имавме помали успеси. И имавме тука и таму, например, добри успеси на независните во Битола, но генерално независните беа тие што во овие услови на помала поддршка на политичкиот процес и помала бројност на излезеност, независните беа вистинските губитници во сета ова, затоа што, например, Уструмица, Здрава Котлина не успеа да влезе, не само Уструмица, Ново село, Босилова, во Зелен Хуман град имаше два, сега има еден советник во Скопје и во услови кога имаме намалено гласачко поддршка, независните се тие што страдаа највеќе, поред тоа што тие би требало да бидат носители на новиот бран, на новата свежина во политичкиот дискурс на политичкиот дискурс во Македонија. Како и да е, имавме едните од прелевањето на гласовите од СДСМ идеше во правец на Знам, Левица, но исто така отиде во правец на група избирачи на господинот Горан Марковски, тоест независните заедно, тоест независните за центар. Меѓутоа, дали тие се вистински независни или беа и зависат од некој. Самата госпоѓа Билјана Ивановска кажа дека они не размислуваат по партиска шема и имаат критична маса, но истите имаат примено донација од 1500 евра од ЕУ. Ова е само јасна една индикација дека не само што они не се независни, дека они целосно зависат од ЕУ за нивните политички активности и уствари ЕУ преку донирање на така наречените независни го моделира политичкиот процес во Македонија и кога они веќе кажуваат дека примиле 1500 евра донација, се поставува прашањето дали навистина 1500 или не може би се повеќе. Ова е уште еден доказ дека ЕУ преко независниот центар кој украде дел од гласовите на СДСМ и преку Горан Марковски сам доби 7662 гласа, го моделира просторот, политичкиот простор, а независни воопшто не се независни, него они се таа предавничка дзивана на ЕУ која што сака да го моделира политичкиот дискурс во Македонија и Македонија да нема некоја трета алтернатива освен ЕУ. Тоа е еден исто така заклучок во однос на гласањето, а кога се работи за градот Скопје, мора да се прикаже дека она што се случуваше во гласање за Македонија не се однесува за градот Скопје. Што тоа значи? Додека во
додека во Македонија имавме пад на бројот на гласови од минатите локални избори до сегашните, кога се работи за градот Скопје, имавме пораст на бројот на гласачи во Скопје. Така да ако гледаме изборите од 2021 година, имавме 217.000 гласачи кои гласаа на локалните избори. Овој пат излегоа 232.000 гласачи. Од тоа на Орце доби супериорната поддршка и јасно и недвосмислено јас сметам дека он ќе биде победникот на основа на бројот на гласови, на тоа што Влен ќе го поддржи Орце исто така во вториот круг на гласање и ќе му даде многу мал простор за маневрирање на левица да ги собере остатокот од гласовите, но како и да е, Скопје е исклучок на трендот на отпаѓање на гласачката поддршка, со тоа што во Скопје, за разлика од остатокот од Македонија, поголем број гласачи излегоа на овие локални избори него што излегоа на минатите избори и поголемиот дел му дадоа поддршка на Орце. Орце доби поддршка од 91.612 гласови и он доби повеќе гласови ги него Данела заедно со ВМРО ДМПН кои имаа отприлика 86.000 гласови. Со ова Скопје ни прати јасна и недвосмислена порака дека они сакаат да имаат градоначалник и премиер од истата политичка проминенција и се надеваат дека заедно тие ќе работат за доброто на Скопје, тоест владата да може да помага во решавањето на проблемите на скопјани. Затоа што Скопје како Скопје е многу одсечен во однос на финансиите и многу е лимитиран. И се надеваат скопјани дека владата е тука да помогне, дали во набавка на нови автобуси, развој на инфраструктурни проекти кои се доста скапи, а Скопје ги нема, и да помогне и финансиски и организацијски за да се надминат овие лоши и страшни комунални проблеми што ги имавме. Значи Скопје ни пати една недвосмислена порака дека они сакаат проблемите у Скопје не само да ги реша Орце, него да ги реша владата со тоа што излегоа поголем број, а поголемиот дел дадоа огромна поддршка за Орце, каков е таков е, таа е поддршката и Орце доби повеќе поддршка, поголем број гласови него што имаше ВМРО ДПМН на минатите локални избори. И за крај, значи тоа е заклучокот за Скопје кој е тотално различен од другите. И за крај, уште еден податок, а тоа е за бројот на неважички листови. Во овие избори имавме огромен број на независни кандидати и независни листи како резултат на можноста со 2 потписа да се формира независна листа. Потенцијално тоа беше проблем за политичкиот естаблишмент и како резултат на тоа имавме зголемен број на неважечки ливчиња. И кога јас го гледав бројките ги гледав, тоа се фрапантни. Например, во локалните избори од 2021 неважички беа 19.000 гласа, а сега на нивото на Македонија, а сега имам отприлика 53.724 неважички ливчиња кои беа одбиени. Тоа се скоро 3 пати повеќе неважички ливчиња имаме сега него што имавме минатиот дел. Некој ќе каже дека да, тоа е неважички ливчиња, тоа се заради оние што не го сакаат системот, не сакаат да гласат и да протестираат. Меѓутоа ја не се сложам со ова размислување затоа што овој пат ние имавме вистински алтернативи
на пандан на политичкиот естаблишмент во очите на независните кандидати. И ако некој што е независен, ја проект би бил независните добија и понудија тотално различно видување во однос на решавањето на локалните проблеми. И за мене е порационално тие што се незадоволни, што би го направиле листот неважички, да гласаат за некоја алтернатива, него да гласа за политичкиот естаблишмент. Ова постои сомневање дека избирачките одбори во договор меѓу себе, без разлика од која партија, да однапред, знаејќи дека ќе има многу ќе има независни, а тоа само по себе е конкуренција и за нивниот обстанок на политичката сцена, да ги имаат наштимано бројот на неважечки листа на толку многу како што е. Например, во Скопје имавме 12.270 неважечки ливчиња, а минатите избори имавме 4.619. Тоа е само еден доказ дека најоштетени се нормално политичките соперници од левица до другите независни кандидати кои излегоа, но што е тука е, јас сакам уште еднаш да ви се заблагодарам за вашата подршка, што гласавте за мене во овие избори. Ова беше една постизборна анализа, кој доста добар дел нема да ја слушнете во оваа медиумска кампања што се води, и се надевам идеме заеднички, посилно, за подобро утре за сите нас. Благодарам уште еднаш и ви пожелувам се најдобро.